Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Најпрво нека е честит денешниот наш македонски православен празник Прочка, почитувани слушатели, кој го означува од утре почетокот на великденските пости. Токму во вечерашнава наша емисија ќе ве запознаеме со значењето на овој наш празник, потоа ќе имаме блиц вести и обраќање на лидерот на партијата Левица Димитар Апасиев во собрание на Република Македонија по доаѓањето на новиот премиер Димитар Ковачевски. Ќе дадеме и роденденска честитка за нашиот сонародник Ѓорѓ Стрезов од село Неволени, како и мојот коментар на неделата. Па да отпочнеме со поздравната честитка за пријатно другарување со нас во наредните 60 минути.
parče duša nokva daruvam, turi imam sila, ja s tebe vesela. Opa, opsa sa, sama spejam jas. Opa, opsa sa, turi imam glas. Sekomu po parče duša nokva daruvam, turi imam sila, ja s tebe vesela. Turi imam sila, ja s tebe vesela. Управата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски со председателот Владе Димитриевски ве поканува на заедничките богослужби што ќе следат во наредните великденски пости од 10 часот утрото, но исто така како културен центар на располагање ви стојат трите сали на Свети Климент Охридски за било какви настани, крштевки, свадби, митинзи и слично. Телефонот е 416-421-7451. Председателот Владе Димитриевски со својата управа на сите жени им го честита празникот 8 март, денот на жената. Со иста таква честитка по повод празникот 8 март, денот на жената се јавува и председателот на управата на црквата Свети Димитрија Солунски од Маркам Бале Гајтановски, кој на сите жени им посакува празнични денови убави, како што доаѓа самиот 8 март. Исто и управата на црквата Светилија од Мисисага со председателот Ацо Крстевски на сите жени од се срце им го честита празникот 8 март, денот на жената. Но не можеме да не го спомнеме и председателот на црквата Света Недела од Еџекс Славе Бунтевски, кој со својата управа на сите жени им посакува среќен 8 март, денот на жената. Секој еден посакува да живее во свој топол дом. Сонја Димевска, продавач на неподвижен имот како куќа, бизнис, фарма и слично е покрај вас. Завртете го телефонот на 416-900-5802 и побарајте Сонја Димевска, која најдобро ќе ви го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на неподвижен имот. Телефонот е 416-900-5802. Минатата недела нашиот сонародник Ѓорѓ Стрезов од село Неволени го славеше неговиот роден ден. Токму и неколку минути ќе посветиме за овој наш познат сонародник. 1934 година беше кога Васил и Мара Стрезов и двајцата од Леринското село Неволени ги збогати со рожбата на нивниот син Ѓорѓи, но исто така и со двете женски рожби Цилја и Томка. За време на војната, како и многу други македонци, така и таткото на Ѓорѓи оди партизан, но кога во 1945 година во Грција дошла наредба сите што беа партизани да го предадат оружјето, Васил, таткото на Ѓорѓи, бидејќи не сакаше тоа да го направи, заедно со својата сопруга Мара, како и ќерката Томка и Ѓорѓи бегаат во Битола, а другата пак ќерка Цилја останува сама во Неволени, зашто баба му ја затвориле грците во затвор, а дедо му бил во Канада, кој успел во тоа време брзо да си ја повлече внуката Цилја. Додека таткото Васил, партизаните најпрво го земат во Шабац во Србија, за да таму пак во Бела црква оди Мара со децата Ѓорѓи и Томка, а потоа Васил заминува за Русија, каде и таму умира. Мара пак веднаш од Бела црква во Србија се враќа назад со децата повторно во Битола. Ѓорѓи Стрезов основното училиште и, како што вели, градежно, а потоа и средно училиште наречено Политички универзитет завршува во Битола, а со добивањето на матура или да речам диплома за градежништво, Ѓорѓ Стрезов се вработува во фирмата за инвестиции на Црна река во Битола. 1956 година стапува во брак со Звезда Мазниковска од село Лажец, со која ги добива двајцата синови Љупчо и Миле, за да потоа ги добијат и 4 внуци и постанат дедо и баба. Šedo si mi, milo si mi, lično mlado сега si mi, majka si ne poslušaja, vreme brgo si minula, majka
šeta i do mene da doleta. Ah ti Miloše do majka, da mi je želba golema. Ah ti Miloše do majka, da mi je želba golema. Jedna želba ja si imam, tebe žene da te vidam, v kući snada prečekam, od vas rožba da dočekam. V kući snada prečekam, od vas rožba da dočekam. 1963 година со катастрофалниот земјотрес што го снајде градот Скопје, каде загинаа 1700 жители, а 2900 беа повредени, таму Стрезов оди доброволно да помогне во спас на жителите на Скопје, кои беа поттиснати од камените и циментираните плочи под урнатирните на куќите и зградите. Гледајќи, односно, како сведок на многу мртви тела што ги доживеа Ѓорđ Стрезов и повредени, тој ги вадеше со другите доброволци кои дојдоа од сите републики на тогашна Југославија, што големите емоции на Стрезов му ја донесоа и депресијата, така да кога Ѓорđ Стрезов беше награден за неговата хуманост од директорот на градежното предпријатие Биграп, тој не